Епа, добар ден, мои другари, мои пријатели, мои поддржувачи, мои непријатели и сите што ме гледате. Денеска ќе правам чизкейк. Ќе пробам да го направам најстариот рецепт за чизкейк. Се прави со јајца, се прави со Филаделфија и слично. Јас не сум професионален готвач, јас само сакам да готвам и сакам тоа што ќе го сготвам да биде интересно и да биде вкусно. Многу сум среќен кога ќе направам нешто и кога некој тоа ќе го проба и кога ќе ми даде thumbs up. Епа, дечки, сега одиме во кујна да ја спремиме. Според мене можам да кажам до сега од сите оние претражувања по интернет која е најдобрата рецепта за чизкейк, мислам дека оваа е дефинитивно врвот. Оставете лайк, шерувајте, коментирајте, опуштете се, следете не, ќе се дружиме, идеме во кујна. Денеска подготвуваме лесен и кремаст чизкейк. Прво вклучете рерната и загрејте ја на 150 степени. За подготовка ви се потребни 110 грама кекси. Јас ги кршам сам, а вие можете да користите и мелена плазма од продавница. Нарочно ги кршам како би добил подобра текстура на тестото. Откако ќе ги подготвите кексите, потребно ќе ви биде 70 грама несолен путер. Растопете го и додадете го во кексите. А сега додадете 2 лажици шеќер. Прво со шпатула, па потоа со раце измешајте ги кексите додека не станат како мокар песок. Откако ги подготвите кексите, сега додадете ги во форма за правење на пандишпани. Пополека со чашка натиснувајте ја смесата да направите рамномерен долен слој и подоцна почнете да натиснувате од страни. На тој начин ќе направите калап во кој подоцна ќе ја додадете смесата за чизкейкот. Вака подготвениот калап за чизкейк веќе можете да го ставите во претходно загреаната рерна на 150 степени. Можете да печете негде околу 15 на минути, но по самиот мирис веќе ќе знаете кога ќе биде готов. А сега време е да ја подготвиме смесата за чизкейк. Користете полномасен крем сир Филаделфија. Немојте да користите крем сирење кое е со намалена масленост затоа што содржи повеќе вода, па подоцна смесата нема да стегне убаво. Крем сирењето миксирајте го на ниска брзина, како не би добиле воздушни джепови во истото. Повремено престанувајте со миксирање и со помош на шпатула одлепувајте ја смесата од зидовите на садот за миксирање. На тој начин ќе избегнете згрутчени парчиња на крем сирење во смесата. Додека миксирате, постепено додавајте 100 грама шеќер. Миксирајте кратко, па престанете и со шпатула повторно одлепете ја смесата од зидовите на садот. Додадете 2 полни прстофати сол во смесата и продолжете со миксирање. Време е да ја додадеме ванилата. Само 5 грама. Можете да додадете 1 лажица и ванилин шеќер, но тоа значи дека ќе треба да миксирате малку подолго. Ванилиниот шеќер додавајте го постепено, како не би се згрутнал. Миксирајте повторно, а сега можете да престанете и да ја оставите смесата малку да одмори. За тоа време, земете 3 јајца во еден сат, искршете ги и изматете ги. Овие јајца постепено ќе ги додаваме во смесата за чизкейк. И за крај додаваме помеѓу 50 и 70 грама кисела павлака. Во мојот случај тоа е крем фреш, бидејќи живеам во Шведска и не можам да најдам кисела павлака. Повторно добро ја миксираме смесата и за тоа време веќе калапот ни е готов. Извадете го калапот од рерна и додадете ја смесата во калапот. А сега, во обична тепсија ставете вода и ставете ја на долниот дел од рерната. Печете првите 15 минути на температура од 175 степени, а потоа спуштете ја температурата на 150 степени и печете помеѓу 30 и 40 минути.
Значи, дечки, како што кажа во објаснувањето, печете 15 минути на 175 степени. После тоа ја намалувате само температурата, еве ја заврши веќе, исклучено. После тоа намалувате температурата на 150 степени и оставате да се пече помеѓу 35 и 40 минути. Од кога ќе заврши печењето и ќе ви засвири рерната, ако ви свирка дека е испечено нешто, само исклучете рерната, како што ќе направам ја сега, и оставете го чизкејкот внатре во рерна уште 1 час. Он пополека сам ќе се лади и нема да испука. Ако го извадите одма надвор, ќе испука. Тек после 1 час извадете го надвор и оставете го да отстои уште 1 час на собна температура и после тоа ќе го ставите во фрижидер 6 часа. После тие 6 часа направете си убав шлак или крем, неколку јаготки и имате прекрасен десерт. Да бидам искрен, навистина изгледа фантастично. Погледнете оваа убавина. Погледнете оваа убавина. Не е испукана, прекрасно изгледа. Внатре е собрана кондензација затоа што пред печењето ставивме тепсија со вода внатре, на долниот дел од рерната и парејата која испаѓа од таа вода не дозволува чизкејкот да испука. Ја оставиме внатре во рерна уште 1 час и вечерва верувајте дека ќе се засладиме со прекрасен десерт чизкејк. Епа дечки, 1 час помина. Сега ќе извадиме и ќе ставиме на работна маса и видиме што сме направиле. О, луѓе. Леле, луѓе. Леле, луѓе мои. Погледнете го ова колаченце. Зар не е божанствено? Никаде не е испукано. Јас сум пресреќен, презадоволен. Прв пат го правам овој рецепт и ова е успех. Ова е успех за мене. Изгледа исто како на сликите, кога ќе се извади од рерна после тој 1 час. Сега ја оставаме вака, 1 час да стои и ја ставаме во фрижидер. И сега е време за шлагот. Шлагот можете да го подготвите на неколку начини. Можете да направите и крем по ваша желба. Во овој случај јас правам веќе готов шлаг, само го миксирам, го ставам во цуцулче за нанесување. Гледајте како овој чизкејк се одлепи од подлогата и легна на свое место. А сега исечете едно парче, додадете шлак, украсете го и вуала! Бон апетит! Епа, дечки, еве, тоа е тоа. Значи, јас сум пресреќен. Па да пробаме, а? Што викате? Дали мислите дека за прв пат правење на ова, на изглед, е фантастично. А сега ќе видиме и на вкус. Морате да го направите рецептов. Значи, морате да го направите рецептов. Луѓе, ја немам пробано подобро. Единствено ми се свиѓаше во еден кафич, тука во Шведска, во Гетеборг, во населбата Мајорна, има еден така обичен малски кафич каде што правеа стварно добра чизкейк, али ова е. Ова е почетничка среќа. Ова е почетничка среќа. Ќе бидам убеден дека знам да ја правам кога ќе направам повтор пат. Дечки, тоа е се за денеска. Ви благодарам што останавте со мене. Верувам дека барем 1-2 од вас ќе покуша да ја направи, многу лесно се прави. Само следите ги поставките што ги правев јас и внимавајте на температурата на рерната и све ќе биде во ред. Ве поздравувам и се гледаме.